Пратеничката Лилјана Затуровска, повелете. Ви благодарам. Да се вратиме на темата за која што денес расправаме во Собранието на Република Македонија. И дозволете ми на самиот почеток да ја поздравам да дебатата по едно навистина исклучително сериозна тема и покрај тоа што е закасната. Едва успеавме да добиеме, како да речам, тајминг за истата да ја ставиме на дневен ред после 300 перипетии. Но за волја на вистината мора да признам дека и ова не е прва дебата по однос на загадувањето. Првата беше организирана преку Комисијата за транспорт, врски и екологија, преку јавна расправа на која што присуствуваа представници од сите институции кои што се најповикани да земат учество на една таква јавна расправа, се со цел да се најдат механизми, начини, политики, стратегии за да се реши сериозната ситуација со загадувањето. Добро е во целата таа ситуација, говорам околу првата јавна расправа по загадувањето, беше пред се искрено да кажам единството кој што го имавме ние како колеги пратеници во поглед да се изнајдат решенија за отпочнување на решавање на овој сериозен проблем кој што годишно во нашата држава одзема повеќе од 3000 човечки животи, што секако ќе се сложите дека не е бројка за занемарување, напротив е бројка за и тоа какво алармирање. Искрено верував дека од првата јавна расправа и конструктивноста која што ја покажавме како пратеници, без разлика од која политичка партија доаѓавме, заедно со Министерството за животна средина донесовме 34 заклучоци, кои што ги изгласавме со консензус на Комисијата за транспорт, врски и екологија, смејајќи дека истите ќе бидат со посебно внимание и со посебен интерес спроведени од страна на соодветните институции до кои што истите беа адресирани и испратени, бидејќи беа произлезени од Министерството за животна средина, од невладиниот сектор, кои што се занимаваат со овие проблеми, представници од локалните власти, од Инспекторатот за животна средина и секако од пратениците во Собранието од сите политички партии на Република Македонија. Но што се случи за период од една година, од 25 декември 2018 до денес, во поглед на она што сите ние се обврзавме и институциите дополнително се обврзаја, да се направи и покрај тоа што заменик министерот Јани Макрадугли сака на некој начин да каже дека не знам колку се испочитувани од тие заклучоци, едва можам да кажам дали 10% од она што го донесовме на 25 декември во 2018 година за една година и еден месец е нешто и реализирано. Освен еве што успеавме повторно, она што е во наша должност како пратеници да успееме повторно, ќе кажам, со 300 напори, да ја ставиме на дневен ред точката за информација за загадувањето, но овај пат, за разлика од првиот пат, добрата волја од страна на парламентарното мнозинство, напротив, не беше иста како она кога имавме јавната расправа на Комисијата за транспорт, врски и екологија, бидејќи оваа точка, кога беше предложена од страната на колегите од опозицијата за да биде ставена на дневен ред, една седница пред ова, за жал, беше одбијана од страна на парламентарното мнозинство. За жал, почитувани колеги, со тоа не го положивме испитот и не се ставивме на страната на граѓаните, и тоа, за жал, овој парламентарен состав го покажа повеќе пати, во повеќе наврати. Но очекував дека барем на крајот од овој мандат да покажеме барем и грам единство и грижа, барем во една ваква сериозна ситуација, кога е загрозен човечкиот живот, кога здравјето на граѓаните е доведено во прашање, кога нашето здравје пред се е доведено во прашање, а ние овдека што правиме, си тераме по свое. Не сакаме да покажеме никаква сериозност и критизерство пред се до владата и до институциите кои за овие 3 години, ама баш ништо не сработиле во сферата на загадувањето. Ајде да разберам дека националните интереси не ги засега секој од нас подеднакво. Затоа и вашиот Заев, лидерот, беше искрен во тој дел и нема што да му замериме дека вие како социјалдемократи не ви стоело да бидете патриоти. Тоа го видовте, го докажавте на дело. Но во една ваква ситуација, кога се работи за теми како што е енормното загадување на воздухот, кои вас лично ве засега, вашите најблиски, вашите деца, барем на некој начин ќе не сплоти, ќе не натера заеднички да побараме
да се реализира нешто што ќе значи изнаоѓање на механизам за ублажување, ако не и за целосно решавање на овој проблем. На крајот ќе видиме дали вие, почитувани колеги пратеници, ќе ги прифатите заклучоците кои што ќе бидат предложени од страна на пратеничката група на ВМРО ДПМН во однос на денешната тема на која што разговариме. Што да се каже во однос на овој исклучително сериозен проблем со кој со години се судираат на нашите граѓани? Жалосно и повеќе е срамно што во текот на 2 години, откако е оваа гарнитура на власт од Министерството за животна средина и просторно планирање, во Собранието на Република Македонија немаме добиено ниту една иницијатива по однос на било кое законско решение. Предлог законско решение, измена и дополнување на било кое законско решение од областта на животната средина, кои што би произлегле од секојдневните проблеми кои што ги има во земјата по однос од различни проблеми во делот на загадувањето на животната средина. Освен што имавме серија сега, мислам, чинам минатата недела, од Министерството за животна средина и просторно планирање, кои што беа исклучиво во насока само на усогласување на законските решенија со делот на Законот за прекршоци и инспекцијски надзор. Многу празни зборови, како централната власт, а да не говориме од надлежните и оптимистички ветувања кои градоначалниците ги дава, посебно градоначалникот Шилегов, кој што ветуваше пред Скопјани во насока дека ќе ги спасел од овој убиец, конкретно се мисли на загадениот воздух во Скопје, а додека заменик министерот Јани Макрадули беше толку грлат во минатото како пратеник во Собранието на Република Македонија, тогаш реплицирајќи на позицијата, велејќи дека еве веќе 10 дена граѓаните од Скопје, од Битола, од Тетово, од Кичево и така натаму се гушат од загадувањето на воздухот, но власта не презема никакви мерки. Сега кога граѓаните во истите овие градови, не само во зимскиот период, туку и во летниот период, тоа значи 12 месеци во годината, се трујат, значи не се 10 дена, буквално 365 дена во годината се трујат, заменик министерот Јани Макрадули никако не може да излечи нараво учение од неговата критика во минатото и сега како заменик министер да дојде овде во Собранието и да предложи конкретни мерки околу решавањето на проблемот со загадувањето. Загадениот амбиентален воздух, со кој во зимските денови посебно, а додека во нашата држава 365 дена во годината, се соочуваат градовите не само од нашата држава, него и поширок од регионот, е редовна тема на дебата. Како меѓу власта, така и меѓу граѓанскиот сектор, локалните самоуправи, конечно успеавме и кај нас да дебатираме во парламентот после не знам колку напори, со цел да изнајдиме решение како да се надмине овој горлив проблем. Сите останати влади од републиките во регионот кројат стратегии, предлагат и превземат низа мерки, користат искуства од другите земји, каде што овој проблем било како се решава. Само нашата влада моли Бога да дувне ветре или да заврне дожд, за да може да го растера смогот кој што ги обвиткал нашите градови и ги гушат нашите граѓани, и дождот да може да ги измие улиците, за да можат барем од површината да се исчистат наталожените штетни честички кои што го загадуваат воздухот и го загрозуваат здравјето на граѓаните. Тоа се главните мерки и стратегии кои што нашите власти ги превземаат во нашата држава, за разлика од другите држави, каде се дебатира, се бара излез со конкретни мерки за намалување на загадувањето, кај нас имаме некаква обратна ситуација. Но затоа кај нас се водат па други стратегии и други политики во делот како што повеќе да ги навикнеме граѓаните да одат да се коцкат, бидејќи овозможуваме не знам колку милиони денари за купување на апарати за коцкање, или пак за користење на марихуаната, бидејќи тие се главните приоритетни законски решенија кои што треба по итна постапка да се донесат во Собранието на Република Македонија. И ќе се сложите се е во насака како што се фали власта, се што се прави е во функција на граѓаните, а тие очекуваат крајниот резултат да им овозможи да дишат чист воздух. Како вика властите по ваквите потези, не може преку неуки да се елиминираат сите причинители на ваквиот горлив проблем,
Но верувавме дека во идниот период ќе имаме повеќе ветровите денови и повеќе дожливи денови од дожд, еве и снег, кои што ќе овозможат барем до некаде да се намали загадувањето. Сума сумариум, бидејќи имав и многу повеќе да кажувам за непревземањето на никакви политики и стратегии околу загадувањето, редно е конечно да се фатиме за работа, почитуван заменик министар, како она што го кажувавте во минатото, критикувавте многу, а имавте време и стално ќе кажете 11 години. Имавте период од 11 години, сето тоа да го ставите на хартија и кога ќе дојдете на власт, да го реализирате.